Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ги обработиме 3-тиот и 4-тиот псалм. Во претходната епизода размислувавме за првите 2 песни од оваа старозаветна книга. Во Псалм 1 читавме за благословениот човек, а во Псалм 2 за бунтовниот човек, кој се противи на семокниот Бог и на неговиот помазаник Господ Исус Христос. Псалм 2 е еден од оние месијански псалми, бидејќи неговата содржина директно се однесува на Господ Исус Христос. Во него видовме како на пророчки начин авторот зборува за отфрлањето на Месијата. За жал, од тој момент до сега луѓето се уште го отфрлаат Месијата. Но, исто така видовме дека и покрај сето бунтовништво против него, сепак на крајот тој ќе ги порази своите непријатели. На секој човек останува да одлучи дали ќе се најде помеѓу оние кои се негови пријатели или помеѓу неговите непријатели. Следниот месијански псалм во оваа книга е Псалмот 8. Помеѓу овие 2 псалма има неколку кои представуваат еден вид на мост или еден вид на лепак кој ги поврзуваат двата месијански псалми. Главната тема која се обработува во овие псалми се побожните луѓе кои се соочуваат со безбожните непријатели. Сите тие песни се напишани од страна на царот Давид и во нив тој објаснува како се надева на Господ во време на неволја и од него очекува спасение од злите луѓе. Ова се зборови кои верувам дека денес и христијаните може да ги присвојат како своји во време на неволја, а и ќе може да го сторат тоа во иднина, за време на големите страдања. Неволите, проблемите, солзите и тешкотиите се реален дел од животот на верникот и колку и да се обидуваме, не можеме да ги избегнеме. Но, преку псалмите, учиме како да се надеваме на Бога во такви ситуации. Се разбира, овие псалми имаат своја историска позадина, која секако сакам да ја обработиме кога ќе почнеме да ги проучуваме. Било да станува збор за царот Давид во Стариот Завет, за израелскиот народ низ историјата или пак за нас христијаните, сите ние ќе се соочиме со искушенија, независно каде живееме, кои сме и слично. Во овие старозаветни текстови наоѓаме утеха за сите Божји деца, така што пред да почнеме со читање и обработка на овие псалми, сакам да го кажам следното. Првично, тие ни го опишуваат искуството на царот Давид кој живеел пред речиси 3000 години во Израел. Но, покрај тоа, овие зборови може да служат за утеха на сите верни луѓе низ историјата, така што се надевам дека додека ги читаме овие зборови, ќе ја разберете нивната важност и релевантност и за вас денес. Псалм 3 започнува со следното објаснување. Давидов псалм, кој го напиша кога беше во бегство од син му Авесалом. Овој вовед во псалмот, кој всушност не е дел од самата песна, е од голема полза во разбирањето на самиот текст. Псалм 3 е всушност текстот кој ни објаснува како Давид се чувствуваше кога бегаше од син му Авесалом, кој се крена против него. Станува збор за многу искрен текст, во кој царот опишува како се чувствувал во таа неволја. Сакам само да ве потсетам на историскиот контекст на тие настани. Царот Давид владееше во Израел, но во еден момент неговиот син Авесалом се крена против него и сакаше да се зацари на негово место, но и да го убие. Не сакајќи директно да се пресмета со својот син, Давид одлучи да си замине од Ерусалим и да му го остави царството. Додека Давид бегаше од Авесалом, еден друг негов непријател одеше по него и го проколнуваше. Еден од Давидовите војсководци се понуди да го убие Давидовиот непријател, но царот не му дозволи, бидејќи беше свесен дека иако неправедно е гонет, сепак и самиот тој има многу гревови. Интересно е тоа што во една од ситуациите кога Давид направи грев, Бог го прати пророкот Натан кај него, за да го соочи со гревот, но и да го соочи со последиците од неговото злодело. Читам од 2 Самуилова, глава 12. Слушнете која беше казната која пророкот ја изрече.
а се исполни некое време подоцна преку бунтовништвото на Авесалом. 2 Самуилова, глава 12, стих 11 вели: Господ зборува вака: Еве, јас ќе подигнам зло против тебе од твојот дом. Зошто Господ го кажа ова? Затоа што Давид направи голем грев пред неговите очи, а ова пророштво се исполни преку бунтовништвото на Авесалом. Давид направи грев и дојде момент кога се соочи со дел од последиците за тој грев. Не само што Авесалом се сврте против Давид, туку според 2 Самуилова, глава 15, стих 13, голем број од народот застана на страната на Авесалом. Во писмото исто така се вели дека Авесалом беше убав и висок млад човек, кој знаеше како да ги убеди луѓето и да ги придобие на своја страна. Всушност, тој беше човек кој многу ветува, а малку исполнува. Многумина во тоа време се дигнаа против Давид. Еден од нив беше Шимеј, кој одеше по Давид и го проколнуваше, а имаше и такви кои го исмеваа. Писмото вели дека Давид излезе само со еден пар алишта на себе, бидејќи кога побегна, немаше време ниту можност со себе да земе нешто повеќе. Се чинеше дека се наоѓа во многу непријатна ситуација, но во сето тоа царот научи како да се надева на Бога. Стихови 1 и 2. Господи, колку многу се намножија противниците мои. Мнозина се креваат против мене. Мнозина велат за душата моја. Нема помош за него во Бога. Се чини како Бог да го заборавил, но воопшто не е така. Иако се чини дека во некој од псалмите Давид покажува одреден сомнеш кон Бог, сепак Бог не дигна раце од него. Од денешна перспектива, некои луѓе можеби се чудат зошто Бог бил толку трпелив кон него, но да не заборавиме дека сите ние сме слични на Давид. И нашата вера некогаш ослабнува. И ние некогаш сме во искушение да помислиме дека сме оставени сами на себе. И ние некогаш подклекнуваме и мислиме дека имаме многу противници, а ниту еден сојузник во животот. Во некои преводи од Псалм 3, на самиот почеток стои изборот села или селах. Помеѓу сериозните и професионални проучувачи на писмото, има дискусија во однос на значењето на овој збор. Истиот се појавува над 70 пати во псалмите. Мислењата за значењето на овој збор се различни, но јас сметам дека станува збор за музичка пауза. Секогаш кога овој збор се појавува во еден псалм, авторот сака да застанеме и да размислиме за момент. Поентата е да не брзаме додека ги читаме псалмите, туку сериозно да размислиме за зборовите кои се запишани во Светото писмо. Тоа е исто како сообраќајниот знак стоп, кој често го среќаваме на улица. Кога и да го видите, сообраќајните правила велат дека треба буквално да застанете и потоа да продолжите со возење. Навистина е жално тоа што денес се помал број на луѓе го читаат Светото писмо, а и оние кои го читаат ретко застануваат за длабоко да размислат за зборовите запишани во него. Продолжуваме со читање. Сега тонот се менува и е малку по-позитивен. Стих 5. Легнувам, спијам и станувам, зашто Бог ме чува. Во некои преводи на псалмите, над овој псалм стои наслов кој гласи Утринска песна. Ми се допаѓа тој опис на Псалм 3. Мислам дека ова е добар текст со кој можеме да го започнеме денот. Без разлика на сите проблеми и неволји, Давид му веруваше на Господ. Тој вели дека може без проблем да спие навечер, не му треба аспирин или какво било друго апче за смирување. Неговата доверба во Господ беше како мека перница која му даваше многу удобен сон. Сакате ли и вие таков сон? Верата во Бог може да ви го даде. Стих 6. Не се плашам од многу илјади луѓе, што од сите страни навалиле на мене. Давид вели и цела војска да се крене против мене. Нема да се плашам. Зошто Давид одлучи да не се плаши од луѓето? Затоа што знаеше дека Господ е на негова страна. Знаете, отсуството на страв во Библијата секогаш има една и единствена основа,
а тоа е Господовото присуство, како и неговата љубов и грижа. Колку повеќе имаме стравопочит кон Господ, толку помалку ќе се плашиме од луѓето или животните околности. Луѓето кои немаат вистински страв од Господ, постојано се плашат од тоа што може да им се случи, а и често се во искушение да им се умилкуваат на луѓето, бидејќи сметаат дека нивните животи се во човечки раце. Но Давид имаше поинаков став. Тој вели: нема да се плашам, дури и илјадници да се кренат против мене. Стих 7. Стани Господи, спаси ме Боже мој, зашто ти ги удираш по лице сите мои непријатели и им ги здробуваш забите на грешниците. Ова е доста описен исказ на тоа како Господ се справува со Давидовите непријатели. Кога вели дека им ги здробува забите, со тоа сака да каже дека тие не можат веќе да гризат со своите заби. Стих 8. Од Господ е спасението, твојот благослов нека биде врз народот твој. Од Господ е спасението. Колку прекрасна изјава! Ова е една од најважните изјави во целото Свето писмо. Како во Стариот, така и во Новиот Завет, спасението на луѓето доаѓа од Господ, било да станува збор за спасение од привремена неволја или пак за спасението од вечната смрт. Давид знаеше дека спасението не може да се заслужи, туку се добива според Божјата милост и благодат. Стих 3. Но ти, Господи, си штит мој, слава моја, ти ја подигаш главата моја. Господ е штит за сите оние кои му припаѓаат. Тоа значи дека ги заштитува оние кои на него се надеваат. Царот користи предмети од секојдневието за да го објасни начинот на кој го доживува Господ. Давид вели дека и Господ ја подига неговата глава. Што сака да каже со тоа? Царот беше свесен дека Господ му вети голем благослов. Да, тој се соочи и со казната и последиците за својот грев. Но при сето тоа, Давид знаеше дека кога неговата глава е наведната, што е знак на пораз, ќе дојде момент кога Господ ќе му ја подигне главата, односно ќе му даде победа над непријателите. Со тоа доаѓаме до Псалм 4, кој ќе го прочитаме и на брзина ќе го проучиме во денешната епизода. Што се однесува до тематиката на овој псалм, многу е слична на претходниот, бидејќи и тука Давид пишува за непријателите кои се подигнаа против него, но и за спасението кое го добива во Господ. Тоа е всушност и честа тема во старозаветните песни на Давид. Тој имаше доста непријатели во животот и Господ на чудесен начин го избавуваше од сите нив. Во некои преводи на самиот почеток од овој псалм стои следното објаснување. Псалм на Давид за жичани инструменти. Ваквите објаснувања не се наоѓаат на сите псалми, но мене ми е навистина интересно што во некои преводи стои запишано дека ова е псалм за жичан инструмент. Со тоа ни се кажува каква била првичната намена при пишувањето на овој псалм. Знаеме дека царот Давид знаел да свири на харфа, па можеби оваа песна ја напишал додека го свирел тој инструмент. Псалмот започнува со повик за помош. Авторот бара за солниште кај Господ и од него учиме со кои зборови ние можеме и треба да му се обратиме на Господ во време на неволја. Стих 1. Кога викам, чуј ме Боже, правдо моја. Кога бев притеснет, ти ми даде простор. Смилувај ми се и слушни ја молитвата моја. Зборот притеснет може да се преведе и под притисок. Сите ние се соочуваме со притисоци во животот. Не знам кој е притисокот со кој вие моментално се соочувате, но знам дека можете да најдете сила и охрабрување во Божиот збор. Во Псалм 145, стих 18, се вели: близу е Господ до сите кои го повикуваат, до сите кои вистински го призиваат. Во Псалм 50, стих 15, читаме: и повикаме во тежок ден, јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. Во Исаја, глава 65, стих 24, се вели: и пред тие да повикаат, јас ќе одговорам,
Тие уште ќе говорат, а јас веќе ќе ги чујам. Ќе го прочитам и Псалм 18 стих 6. Во мојот очај го повикав Господа и кон мојот Бог извикав. И тој од својот свет храм го чу гласот мој и мојот вик стигна до неговото уво. Во Псалм 55 стих 16 читаме: Јас пак Бога ќе го повикам и Господ ќе ме слушне. Ќе споделам уште еден стих со ваква тематика. Псалм 91 стих 15. Ќе повика кон мене и ќе го чујам. Со него ќе сум во неволја, ќе го избавам и ќе го прославам. Продолжуваме со читање на Псалм 4, стихови 2 до 4. Синови човечки, до кога ќе ја срамотите славата моја? До кога ќе сакате суета и ќе барате лага? Знајте дека Господ го запазил својот верен. Господ слуша кога викам кон него. Не грешете гневејки се. Размислете во срцата своји и на постелите своји и замолкнете. Кога само ние луѓето повеќе би размислувале за своите постапки, мислам дека ќе бидеме многу повнимателни како живееме. Стих 5. Принесете жртва на правда и надевајте се на Господ. Преку овој псалм, царот Давид покажува повозвишен пат од оној на грешниците. Прво ги повикува да размислат за своите постапки и да престанат да грешат, а потоа ги повикува да живеат праведно и да се надеваат на Господ. Оваа порака му е очајно потребна на денешното општество. Стихови 6 и 7. Мнозина велат: ќе видиме ли нешто добро? Осветлине со светлината на лицето свое, Господи. А мене, ти си ми го исполнил срцето со радост, поголема отколку онаа кога ќе се роди во изобилие пченица и вино. Во овие два стихови Давид поставува прашање и на некој начин си го одговара тоа прашање. Прво, ги цитира другите луѓе кои прашуваат дали ќе видат нешто добро во животот. Можеби и самиот тој на моменти така размислувал, но во стих 7 сам себе се охрабрува и зборува за тоа како Господ го исполнува неговото срце со радост. Кога сте обесхрабрени во животот и ви се чини дека само лоши нешта ви се случуваат, свртете се со вера кон Господ и побарајте тој да ве благослови. Тој може да ви даде радост дури и во време на неволја. Доаѓаме до последниот стих од овој псалм. За разлика од претходниот, кој беше утрински, овој е вечерен псалм. Стих 8. Затоа мирно легнувам и спијам, зашто ти, Господи, ми даваш спокојна починка. Овој псалм е одлично апче кое треба да го земе секој верник пред спиење. Не знам дали земате апчиња за смирување, но би сакал да ви препорачам едно поинакво, кое гласи Псалм 4. Верувајте ми, ова е многу поефективно од аспирин, диазепам или било кое друго помагало за мирен сон. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.